Еве сме повторно назад во студиото, околу оној разговор кој што го најавив на почетокот. Значи, во средата минатата недела се промовираше прирачникот за родители и старатели позитивно родителство од страна на детската амбасада Меѓаши. Прирачникот е финансиран од програмата Save the Children, а целта е зголемување на свесноста за важноста на одговорното родителство во насока на најдобриот интерес за децата. За таа цел со мене во студиото да кажеме нешто повеќе околу овој прирачник е Јана Зенговска, која што е психолог и ни доаѓа од детската амбасада Меѓаши. Јана, добри дојде за прв пат во емисијата Здрава земја и ти благодарам што одвои време еве денеска да проговориме малку повеќе за прирачникот. Добро утро и од мене, добар ден и ми представува задоволство. Така. Еве ме изненадити со тоа што ќе поделиме примероци за оние кои што ќе бидат, еве не знам сега која камера ќе го фати, еве вака. Ово е тој прирачник позитивно родителство и за сите оние родители кои што сакаат да го имаат. Имаме 3 примероци кои што ќе ги поделиме за оние први тројца кои што ќе се јават во програма. Ајде да ни кажеш како дојдовте први на идеја да го направите овој прирачник. Така, овој прирачник е по иницијатива на родителите. Во рамките на проектот да ги земеме правата во наши раце, финансиски поддржан од Save the Children International, одржавме неколку работилници наменети за родители. Ние соработуваме со 3 училишта од Република Македонија, од кои што Стив Наумов, основното училиште од Скопје, Славчо Стоименски од Виница и Саид Најдени од Дебар. Како резултат на тоа, од 2017 година одржувавме работилници наменети за родителите во овие училишта, со цел да го подобриме и да го поттикнеме нивниот родителски капацитет, да видиме кои се нивните очекувања и барања. И во сите тие разговори, родителите имаа потреба од едно кратко четиво, концизно и јасно, кое што ќе им служи како помошно средство да видат до каде се со родителствувањето и да научат нешто повеќе. Како резултат на истото, значи, во соработка со 2 професорки кои што се авторки на овој прирачник, Софија Георгиевска, професор на Институт за труд и социјална политика, и Ана Фрицхан, професор на Институт за психологија, го подготвија истиот овој прирачник. Преведен е дополнително и на албански и на ромски јазик и е достапен и на англиски јазик. Сите гледачи на страната на првата детска амбасада во светот Меѓаши можат исто така онлайн да си го симнат бесплатно. На таков начин сметавме дека ќе биде подостапен на тие кои што сакаат да се информираат за тоа што е позитивно родителство и што представуваат позитивни мерки за дисциплина на децата. Така. Претпоставам дека се тоа го правите заради тоа што вие постојано, нели, се тоа што го работите како детската амбасада Меѓаши е во све во контекст на, нели, на подобрување на животот на децата и нивниот развој. Имавте ли некоја, како да кажам, анализа во однос на тоа дека можеби родителството е на пониско ниво или денешните родители имаат помалку време за своите деца, или пак можеби е добро да се насочат како правилно да се постават како родители во нивниот раст и развој за да го издадете овој прирачник, или чисто само колку информативно да знаат како да бидат позитивни родители. Така, нашите податоци доаѓаат и од СОС телефонот за деца и млади. Така, значи сепак ви информираат. Така, не информираат, потоа ги следиме и потребите на родителите по социјалните мрежи, какви барања имаат, кои информации им се неопходни, така натаму. Ние уште во 2007 година почнавме со кампањата за одговорно родителство која детска амбасада Меѓаши со однословите дали денеска го гушнавте вашето дете, дали денеска му кажавте дека дали денес разговаравте со вашето дете и дали денеска му кажавте дека го сакате вашето дете. И таа кампања побуди интерес. Голем број од родители ни даваа позитивен фидбек и не прашуваа за тоа дека навистина се замислиле каде се они во целокупниот процес на родителствување. Потоа во 2016 година издадовме исто така уште една брошура, тоа беше за одговорно родителство, меѓутоа акцентот беше ставен и на физичкото казнување, колку тоа негативно влие врз оптималниот раст и развој
развој. За оваа година, како сублимат на сите овие наши чекори во минатото, излезе овој прирачник. Ја верувам дека родителите во нашата земја се отворени, сакаат да учат и сакаат максимално да вложат во своите деца. Меѓутоа, можеби, целокупниот општествен контекст, начинот на живот, борбата за екзистенција влијаат на тоа да се запрашаат дали навистина се добри родители и обидувајте се да бидат совршени родители, обидувајте се да не ги занимарат или злоупотребат своите деца, некогаш можеби да направат одредени грешки. Ние сакавме со овој прирачник да ги поттикнеме и да ги поддржиме дека се добри родители, дека родителството е процес и дека тоа е нешто што се учи. Така. Знаеме дека развојот на децата започнува од семејството, од домот. Колку е важно тоа уште да потенцираме дека овој прирачник позитивно родителство не е наменет само за децата од мала возраст, нели? Поконкретно е наменет за сите деца од без разлика дали се во предшколска, школска возраст, значи до 18 години практично, нели? Се вели дека се деца. Дали уште од мали нозе треба да се учиме како да станеме родители или пак ако нешто кикснеме тука во помалата возраст, можеме ли да се поправиме во кога веќе ќе бидат во школските денови? Секако дека може да се поправиме. Ние родители стануваме со самото зачнување на детето. Значи, пренаталниот период во развојот е исто така многу важен за понатамошниот развој на децата. Како психолози велиме дека најважен развојот на детето до 3-та година, односно до 5-та година. Меѓутоа, се она што сметаме дека се сгрешило до пред започнувањето на пубертет, може да се коригира и во време на пубертет исто така може да се коригира, само што може веќе ни треба дополнителна енергија, затоа што тогаш и децата се во еден бурен развоен период, во кој што ја имаат својата моќ, доминација, имаат изграден став и мислење, па ние како родители не можеме баш многу да влијаеме во тој период. Секако дека се учи, секако дека може да се коригира, родителските стилови се менуваат. Секој дете има индивидуални потреби, нема рецепта за тоа што е добар родител, туку ние треба да се прилагодуваме во однос на потребите на детето, земајќи го предвид и нашите потреби како родители. Так. Ајде уште еднаш тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи овој прирачник кој што Јана ни го донесе, а кој што е издаден од страна на детската амбасада Меѓаши, можеме да поделиме, значи, за оние кои што ќе се јават, без разлика и дали сте повозрасни, можеби за вашите внучиња, па да дадете на вашите деца, за да имаат увид во тоа како да бидат, нели, позитивни родители, може да се јават на нашите телефони да им доделиме. Околу прирачникот, што е вака најважно во позитивното родителство според вас како психолог? Значи, на што најмногу треба родителите да обрнат внимание и колку комуникацијата со детето е важна? И како што кажавте и претходно, нели, физичките мерки треба или не треба да се употребуваат, претпоставам дека не треба, нели, според она за кое што вие се залагате и колку тие, например, би вродиле со некои лоши последици врз развојот на детето? Првенствено, прирачникот ги опфаќа трите типа на родителствување: авторитативен, демократски и пермисивно родителство или пропусливо родителство. Тоа што и на промоцијата професорката Ана Фрицкан-Хаџа и се согласувам и јас како психолог, е тоа дека нема чист родителски стил, дека представува микс на повеќе стилови, дека во одредени, во зависност од ситуацијата, во одредени периоди или сме по, да речеме, построги и поконцизни, или сме попопустливи во зависност од детето. Тоа што е најважно да водиме сметка за потребите на детето и дека ги препознаваме. Да знаеме кои се развојните периоди во кои што детето поминува и да не мислиме дека се е одинејтливост на детето. Многу често се зборува дека дете на 2,5 годишна возраст кога плаче, дека тоа е одинејтливост, оставите го детето. Не, има одредени потреби и би било убаво да го прашаме што чувства, дали си лјуто, дали си тажно, дали се налути затоа што не бев тука, дали се налутив затоа што како се вика, затоа што да го слушаме гледачот. Добар ден, кој се јавува? Добар ден. Како сте? Кој се јавува? Добра сум, од Охрид се јавувам. Така.
ќе може да добиете еден прирачник за позитивно родителство, кој што денеска Јана овде ни го донесе, а издаден од страна на Детската амбасада Меѓаши. Имате ли нешто да кажете или некоја сугестија во однос на тоа како треба да се биде позитивен родител од вашето искуство? Дали си исклучи гледачката? Да, не, тука сум. Ајде, повелете. Дали сметате дека треба да се биде строг родител? Кај што треба да биде строг. Добро. А кај што не треба. Така. Вие предпоставувам сте родител. Да. Колка ви се вашите деца, дали се повозрасни? Јас имам и внуциња. Така. Оваа книга е токму за вашите внучиња. Ќе биде во телевизија Сонце. Ќе ми го кажете само уште еднаш името. Колина? Да, Милошевска. Може и во ваше име некој да дојде овде што е од Скопје и да подигне книгата, па некако да ви ја достави до Охрид и би било добро за вашите внучиња, на вашите деца да ја дадете, да може да ја малку да ја простудираат и да видат што се е изработено во оваа книга и какви се тие насоки што се прикажани и укажуваат на тоа како е да се биде позитивен родител. Ви благодарам што се јавивте и добро ви благодарам. Имајте убав неделен ден. Јана, зашто говоревме ние да се доискажеме? Да, говоревме за препознавање на потребите на детето. Така. Тоа е еден од најважните аспекти. Меѓутоа, за да можете да му ги препознаете потребите на детето, првенствено треба да знаете да го слушнете детето. Многу често се зборува за активно слушање и што всушност значи активното слушање, меѓутоа активното слушање представува склоп на особиности кои што се вежбаат и се учат. Бивањето со детето, размената и комуникацијата со детето всушност нас не прават посензитивни за да препознаеме полесно кои се потребите на детето. Јас верувам дека децата треба искрено и отворено да се зборува со нив и тука во овој прирачник е поставен исто така посебен акцент на позитивно дисциплинирање на деца. Кога се каже дисциплина, се подразбира строгост, се подразбира некои родители дури за жал подразбираат и физичка казна. Значи, во секој случај физичката казна нема никаков ефект. Има само негативни последици врз растот и развојот на детето. Меѓутоа, ефектот, ако е краткотраен, ако е долготраен, представува страво почит и вливање на страв на детето. Детето ќе дојде до одредена возраст на која што ќе порасне, ќе добие моќ и нема да ги послуша родителите и веќе физичката казна за тоа дете нема да има никаков ефект. А комуникацијата е нарушена, довербата е нарушена и навистина тоа не е еден убав однос кој што треба да го имаат родител и дете. Затоа сме целосно против физичкото казнување. Овдека се зборува и за психолошко казнување. Знаете, веќе во некои земји законски е забрането целосно да се отргне физичкото казнување на децата, меѓутоа ние ставаме акценти на психолошкото казнување, манипулацијата со децата, користењето на погрдни зборови во именувањето на децата. Тие како влијаат? Со таа разлика што психолошкото насилство кое што ние го кажуваме, многу потешко е докажливо, а исто така остава далекосежни последици по растот и развојот на детето, затоа што во основата децата сакаат да ги послушаат своите родители, нивните родители им се авторитет. Меѓутоа, каков ќе биде тој авторитет зависи од нас како родители. Така. Обично се вели треба со детето да се биде да се успее да се биде пријател. Добро ли е тоа да се однесуваме кон нашите деца како кон блиски пријатели, со тоа што на некој начин ќе му ставиме можност да тие повеќе се отворат и да ни го кажат сето она што го мислат и сакаат. Знаете, кога сме другар, според вас како психолог. Кога сме другар со детето, малце е неблагодарна позиција, затоа што од другарите можеме да слушнеме најразлични изјави кои што не би сакале да ги слушнеме од нашето дете. Така да ние со детето не сме другари. Ние со детето сме родители. Сепак да, треба да има еден поинаков однос. Другар не се слуша. Родител е тој кој што може да укаже, има поголем
авторитет. Многу често е оваа изјава и убаво што ја кажавте. Јас со моите деца сум како другарка. Да, така сите велат, би било добро, да. Најверојатно во позадината се мисли дека се отворени, дека има една позитивна средина во која што децата можат да разменуваат и така натаму. Меѓутоа родителот е родител, не е другар, не е ни другарка и во позитивната дисциплина тука зборуваат авторките кој што е основано на теорија сериозно, за јасно поставување на граници. Дисциплината само по себе значи поставување на ред, не значи казнување. Воспоставување на ред во психолошката структура значи ред и во однесувањето. Првенствено и дисциплината е нешто да не научи, не е дисциплината да не казни. Јасното поставување на граници, што е во ред и што не е во ред, е многу важно. Меѓутоа, ако ќе речеме јасно, тоа подразбира концизност и континуитет во однесувањето. Ако ние денеска сме рекле дека од денеска па натака мора да се мести креветот и на детето сме му објасниле зашто се мести креветот, ние не му даваме на дете од 2 години да го мести креветот. Туку му даваме на дете од 7, 8, 6 години да си го намести, па може и од 5 години да си го мести креветот. Ние се придржуваме кон тоа. И ќе инсистираме на тоа. Децата се многу креативни, за да можат да ги избегнат сите оние работи кои што баш и не им се прават во моментот. Меѓутоа, наша одговорност како родители е да ги научиме децата, да ги прават и оние баш непожелни работи за нив, како што е средување, како што е чистење, како што е средување на собата, местење на креветот, затоа што понатака ги учиме за одговорност, ги учиме за доследност и за спроведување на некои работи што можеби треба упорност, треба поголема енергија да се вложи за да ги завршат, кои што ќе го формираат на нив како личност. Многу често, особено бабите, кажуваат: ај, не го мачи детето. Да, обично така е. Така викат: ај, не го мачи детето, голема работа, има кога, цел живот ќе биде. Меѓутоа, сега поставувањето на границите е многу важно. Проблемот се јавуваат и во оние меѓугенерацијски семејства каде што живеат баби и дедовци, заради таму што има повеќе стилови на воспитување и да не пропуслив од бабите и дедовците, што е убаво. Сите ке баби и дедо сме биле попропусливи, сме ги добивале работите, меѓутоа треба да се договорат јасно со родителите за да се има еден заеднички сигурен став на кој што детето ќе му верува. Јана, каде можат се нашите гледачи да го најдат овој приречник? Дали е пуштен во продажба негде? Овој е бесплатен приречник. Нас целта на овој приречник не е да се работиме. Може да дојдат кај вас да Може да дојдат во детска амбасада да земат. Значи имаме ограничен број на примероци, меѓутоа доколку има потреба не е проблем, ние тие можеме да ги испринтаме и можат онлайн е достапен бесплатен да си го симнат. Да влезат на вашата страна? Да влезат на нашата страна или на Facebook страната да го симнат истиот, доколку имаат било какви прашања во однос на нивното родителствување, кога детска амбасада меѓаш им стоиме на располагање и слободно може да дојдат во нашите простори. Немаме уште многу време, уште 2 куси прашања. Кој повеќе се јавува на за да каже проблеми повеќе родителите или децата, бидејќи постои SOS телефон за децата, меѓутоа велите дека ви се јавуваат и родители? Родителите повеќе се јавуваат на децата. Во однос на токму на родителството или во однос на некои проблеми со децата? На секакви прекршувања со правата на децата се јавуваат родителите, децата се јавуваат во тој случај кога се безнадежни и не знаат каде на друго место да се јават. Така. Што е следно што Меѓаши подготвува вака колку за информација во блиска иднина? Така, Меѓаши работи на програмата за мировно образование со училиштата, што тоа е значајна програма за нас. Воено работиме на проекти за заштита од трговија со луѓе. Работиме на проект во соработка со пратениците на Собрание на Република Македонија за имплементација на Конвенција за права на децата и на други најразлични проекти. Ние како организација сме активистички настроени, не секогаш треба да имаме проект за да може да делуваме во однос на правата на децата, нешто на кое што и сега сме насочени, тоа е преземање на различни чекори за проблемот со загадувањето со кој што сите се соочуваме, а за нас тоа представува прекршување на правото на детето на здравје. Јана, ти благодарам за денес, останува соработката со детската амбасада Меѓаши, па за сите оние активности кои што ќе бидат актуелни во наредниот период, повторно ќе бидете дел од емисијата Здрава земја. Благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе се одмориме повторно со една убава музичка номера.
Еве сме повторно во студиото. Време е за оној прилог кој што секогаш го најавувам, меѓутоа вака би започнала денес. Први ќе кажам нешто и ќе те прашам тебе, Бране, како и секогаш. Значи, научници од Универзитетот на Вашингтон со помош на 5 скенирање правеле истражување во однос на тоа чиј мозок побрзо старее, дали машкиот или женскиот. Што мислиш ти? Женскиот се разбира. Па грешка си. Машкиот. Зошто? Значи, женскиот дошле до резултати дека женскиот мозок е 4 години помлад од машкиот. Како тоа? Па еве ќе слушнеме во следниот прилог. Тоа е? Да. Па добро, да слушнеме. Научници од Универзитетот на Вашингтон со помош на 5 скенирање дојдоа до заклучок дека женскиот мозок е помлад за скоро 4 години од машкиот. Се надеваат дека со ова ќе може да се објасни зошто женскиот мозок е поотпорен на губење на помнењето, како и на невролошките заболувања во староста. Познато е дека старењето на мозокот е поврзано со постепеното намалување на метаболизмот во мозокот. Со испитувањата научниците се обиделе да ја проценат староста на тој метаболизам. Како што зрелото доба напредува, се помало е количеството глукоза која се пумпа до човечкиот мозок, што и го намалува дотокот на енергија. Глуколизата која што го покренува шеќерот, научниците ја означиле како маркер за староста на мозокот. Потоа следеле 5 скенови или тестови за заболувања над 121 жена и 84 мажи, што им овозможило да го измерат нивото на кислород и глукоза што минува низ нивните мозоци. Врз основа на добиените податоци и користејќи алгоритам за машинско пресметување, заклучокот гласи дека мозокот на жената е во просек 3,8 години помлад од вистинската хронолошка возраст. Еден од авторите на истражувањето, професор Ману Гојал, смета дека ова е прилично цврст показател на мерливите разлики меѓу половите. Дури кога ќе почнеме да разбираме
како разните фактори поврзани со полот можат да влијаат на старењето на мозокот, може да дојдеме до одговори околу тоа како тоа влијае на ранливоста на мозокот и на невродегенеративните болести, нагласи тој. Метаболизмот на мозокот може да ни помогне да објасниме некои од разликите кои што ги гледаме меѓу мажите и жените додека стареат, додава професор Гојал. Во тестирањата учествувале лица на возраст од 20 до 82 години и младоста на женскиот мозок не се забележува само кај повозрасните жени, туку и кај девојките. Останува само наредниот чекор, а тоа е следењето како оваа теорија се одвива во реалноста, односно дали луѓето што изгледаат умствено помлади навистина се поотпорни на намалување на мозочната работа. Ете така заврши и овој прилог кој што го подготвив за денеска и можеа да ги слушнат гледачите информациите за тоа како дошле до ова истражување на учениците. Пред да се одјавиме, би сакала уште еднаш да потенцирам дека од оваа емисија, значи наши поддржувачи на емисијата Здрава земја се Fit and One и кажав тие се тука за да им помогнат на луѓето не само да ослабат, туку и да комплетно својот начин на живот да го сменат со вежбањето кое што на сите ни е потребно барем 30 минути 3 пати во неделата, а новина е тоа што се први кои што имаат воведено најновата дисциплина за вежбање зумба фитнес. Па бране, ние од утре веќе почнуваме малку со вежбање и со зумба. Вежбајте сега, ако се вежбајте. А и сите оние кои што не следат и сакаат да вежбат, може да го посетат. Толку за денес завршивме, значи се надевам дека сето она што го презентиравме беше интересно. Го задржа вашето внимание, кое така тогаш останува да се видиме повторно во недела, идната недела во 11 часот. Почитувани гледачи, ете, добро, Вики даде одјава, до гледање и од мене, а емисијата ќе ја завршиме со една многу убава, бавна и тажна песна во интерпретација на женскиот секстет Лира, со песната Се разболе Ленка Пингова. До гледање, до следната емисија. Имајте убаво неделно попладне.